Последниве месеци мета на кратци во Кочанскиот регион се црковни објекти и свети храмови. По грабежите во црквите во Оризари, Облешево и Чифлик, последниот грабеж и искрнавање на црковен објект е направен во црквата Свети Атанасий во селото Теранци. Непознатиот крадец или кратци во обид да се збогатат, мислејќи дека во црковната каса има многу пари, Македонската православна црква архиерејско наместништво Кочани со став за ваквиот вандалски однос кон црковните верски објекти, но и со порака до верниците. Значи во последно време зачестени се кражбите на врз храмовите или црковните објекти. Апелираме до сите верници кои што нели ќе приметат некои сумнителни лица или некои действија кои што ќе му кажуваат дека ќе се изврши некоја кражба или такво некој кривично дело, да ги известат авторитетите и полицијата. Проблемот е тоа што не се прави финансиска штета на храмовите. Најверојатно крадците мислат дека во храмовите има огромна сума на пари, но повеќе се прави материјална штета и нели буквално на некој начин се врши сквернавање на светото место. Знаеме дека Светата православна црква го знаеме ставот во врска со кражбите, не само нели на храмовите, туку и кражбата како грев воопшто, и дека тоа е дело кое што нема угодно на Бога, и знаеме сите какви се последиците од нели на луѓето кои што вршат такви дела. Од мое лично име, од името на сите нели во црквата, зборувам за црква како заедница на верни кои што веруваат нели во нашиот Господ и Спасител Исус Христос, да ги буквално замолиме тие лица да престанат со тоа, бидејќи кога тогаш Божјата казна ќе ги снајде. И Брегалничката епархија деновиве излезе со став да не се оставаат пари во црковните објекти и манастирите во самата епархија, туку тие да бидат внесувани на сметката на црквата. На некои објекти се најавува поставување на видеонадзор за посигурна безбедност на објектите и на богатството од фрески и икони кои се наоѓаат